Нашите колеги имаат фантастични содржинија, дел од нив е и колегата Димитар Бабалков, кој што утринава не дружи од терен. Првата тема која што ја имаме е многу интересна и верувам дека во вашиот дом ќе внесе едно убаво расположение, можеби ќе слушнеме и некој говор од папагалите Ара, кои што се вистинска атракција, а ќе дознаеме нешто повеќе за овој вид, доколку сакате да чувате ваков тип на папагал и ете, може како што веќе не споменав да ви се роди љубов да си имате едно вакво милениче дома, која што сепак бара посебни услови. Димитар? Така, Елена, добро утро, како до вас, така и до гледачите. Морам да признаам јавно дека ова е едно од вклучувањето од терен кој навистина очекував да се случи, тоа со нетрпение. Така ќе биде и верувам и за гледачите, бидејќи имаме доста интересна приказна во живо. А тоа ќе ни го раскаже мојот соговорник и неговата пердувеста другарка или пердувеста придружничка. Добро утро велам за Трајчи и за Ара, која исто со нетрпение го очекуваш ова вклучување во живо и да им кажеме на гледачите, се заљуби во микрофонот, па сакаше блиску да биде во него. Добро утро, Димитар, поздрав до вас и до вашите гледачи. Да, Ара, морам да признам дека не сум изненаден заради тоа што сака да прави вакви глупости и екзибиции, па така да јас сум навикнат на сите овие ствари. За каков тип на папагал станува збор, односно какви карактеристики има Ара папагалот и за кого е наменет како домашен миленик, бидејќи гледаме доста е популарен во последно време, не само во регионот, туку и кај нас го има. Ова Ара Макао и морам да признам дека не е многу чест не е многу често животно кај нас, заради тоа што и цената не му налага да биде често и тоа е добро заради тоа што кај нас обично сме навикнати на жалост нешто кога ќе ни се здосади да го продадеме, да го пуштиме, да го. Кај арата тоа не е случај заради тоа што поготово по големите папагали кога ќе се значи они многу малку време им треба да се заљубат во вас и потоа значи буквално како дел од фамилијата, они не се чувствуваат како животно, него како дел од фамилијата. И потоа, доколку не дај Боже, вие ги продадете или дадете, они може и да патат, може и да умрет. Едно од прашањата од бројните кои сакам да ти ги упатаме, како го научи Ара да не ти бега, него вака и на отворено да стои на твоето рамо, бидејќи изминатиот период имаше бројни огласи на социјалните мрежи, се даваа огромни награди за да се врати ваков папагал. Што значи чувањето на еден ваков папагал за да го имаме баш вака да биде миленик како што ја имаш ти Ара на отворен? Па добро, знаете, јас сум соколар, така да мене не ми беше нешто многу тешко, иако морам да признам дека тој процес секако дека не е лесен. Екзискува многу посветено време, било што и да купите, поготово птиците бараат многу време, драгоцено време. Знаеме сите дека најскапоцено нешто е времето, така да нив им е потребно да им посветите само љубов и време. Често пати ме прашува дали е потешко со коларството, дали е потешко со папагалите. Морам да признам дека папагалите исклучително е тешка работа да се работи со нив, заради тоа што сите знаеме дека кај грабливките, например, они ти доаѓаат доколку имаат интерес, доколку имаат храна, месо. Но кај папагалите не е се во храната, потребно е да стекнете конекција, поврзаност, да ве засакаат, па потоа ќе доаѓаат. Како изгледа низ чекори сето тоа од првиот момент кога одлучи дека сакаш да имаш Ара папагал, додека стигнеш до овој момент, ништо помина и ти, но ништо помина и самиот папагал? Морам да признам дека и да спомнам дека кај папагалите, например, женските папагали се поврзуваат исклучително со машките луѓе. И обратно. Кај нив е тоа така, буквално како кај луѓето. Еве, например, арите до 2 години се бебиња. И они до 2 години им е опростено, така да кажем, да прават глупости, да гризат и така натака. Колку е твојот Ара? Ова е буквално бебе, има 9 месеци. Процесот е, значи, навистина тежок. Ара, биди ма замирна. Заради тоа што кај нив првенствено потребно е нормално
како што спомнав на почетокот, таа поврзаност. Значи, буквално треба да внимаваш како ќе придеш. Не е исто, например, како кај грабливка, ова е многу потешко. Откако ќе стекнете некаква поврзаност, тоа обично е првите денови, со храна, давање храна, потоа веќе може да почнете во домашни услови, затворени услови, тренинг на послушност да ви доаѓа. Откако ќе го направите тоа, понатака само треба да се посвети се повеќе и повеќе време, да се стекне таа поголема поврзаност меѓу човекот и арата. Како го паметиш првиот ден кога ја пушти условно кажано на слобода? Тоа беше љубов на прв поглед. Беше скептик дека може да избега да не се врати? Не, никогаш. Буквално можам да спомнам дека птица, не памтам дека ми побегнава мене. Буквално што се вика, повеќе верувам дека ќе ми побегне куче, што се вика, него птица. Првиот ден секогаш, иако колку и да сте сигурни, е нормално дека има адреналин и е многу тешко. Но јас, како што спомнав, бев на некој начин сигурен дека ќе се врати, заради тоа што тоа се приметува и првите чекори кога сте со вашата птица дома. Ако не ве слушам, нормално дека нема потреба ниту да ја пуштате, треба да се помине време. Јас го поминав се тој болен процес, можам да спомнам, што траеше едно месец дена, па потоа веќе бев сигурен дека. Пред да преминеме на делот околу грижа, исхрана и сето тоа, кога се сретнавме утринава пред половина час, те прашав дали е како Хари соколот, дали е безбедно вака блиску да стојам до тебе, дали ако и пружам рака, дали ќе лета во моментот. Пајде и пред гледачите да ги споделиме тие одговори, како се пристапува на една ваква птица и кој образложението зашто ара не е кај мене моментално, не дека се плашам, него едноставно има и таа правила и принципи кои ги бар. Да, добро, не е исто како кај Хари, например, поголемите папагали, добро е тоа што така да кажам, не се толку плашливи птици, за разлика од нормално птиците грабливки, кои нормално дека во природата каде што се свој на своето, таму не се плашливи, но кога се кај човекот и кога се пред камера, тоа не име баш природна средина и она сега може и да летне. Не се папагалите толку плашливи како што спомнав. Они многу брзо учат и можам да спомнам дека најсличен на човекот покрај мајмунот е арата. Така да они брзо учат и се навикнуваат на камера, на друго присуство. Нормално дека, да, тоа што не е кај вас моментално на рака е само заради тоа што она е бебе и не ве познава. Инаку, да е малку постара, она би се навикнала и не би имала никаков проблем. Ако некој сепак се одлучи да има ваков миленик, да има ара папагал, што подразбира грижата за него во текот на 24 часа или неделно, месечно, како можеме да ги поделиме обврските за него? Па знаете како, доколку се купува ара папагал и се смета за обврска, би препорачал да и да не се купува, заради тоа што сепак овој папагал треба да го краси домот, ја би рекол, и многу првенствено е скапа цена има, потоа и условите, вклучувајќи го тука првенствено кафезот каде што живее арата, не баре кошта колку што е една ара. Така да, потоа би одел нормално и со исхраната. Исхраната за големи папагали сите знаеме дека е доста поскапа и потоа мора да јаде многу овошје, секојдневно овошје, сезонско овошје, зеленчук. Така да, ара, она сака да премалце глупости. Може би и сонцето и смете или временските услови не играат толку многу улога за ваквите. Да, можно е и сонцето да и пречи, јас сега тоа не можам да го знам. Ара, биде малце мирна. Така да би рекол дека може да набави секој човек што има многу време. Таа екзискува многу повеќе време од соколарството, да спомнам. Често се слуша или честа е фраза во овие папагали може да се научат да зборуваат, да прават муавет.
Ара до каде? Ара зборува, нормално дека сега учи, она си го кажа своето име, ајде да летаме, Ара каде е, трајче, и така некои си зборови, но често пати луѓето на улица или било каде знаат да ме сретнат, да ми спомнат, кажи да каже нешто. Тоа не иде така. Јас, например, она мене не ме слуша, па јас да ја кажам, ајде сега кажи го тоа. Него, кај папагалите, тоа е само кога они сакаат. А претежно тоа е наутро, кога ќе стане спиење или навечер. И не слуша секогаш, нормално дека си е малку инат. Ми спомнавте и дали е безбедно за летање. Безбедно е само откако ќе се помине тој цел процес што го спомнав. Да, има многу папагали што на жалост бегаат, но мислам дека и сум убеден дека тоа не е крив, не е крива птицата, него секогаш е крив, како што имам често пати спомињано, секогаш е крив човекот што ги има, несовесно ги чува и затоа папагалите бегаат. Треба малце повеќе време да им се посвети и птицата никогаш, нормално доколку е среќна, никогаш не би побегнала од својот собственик. Од тоа што можев да го прочитам за овој вид на папагали, живеат повеќе од еден век како се третирани, имаат нормални услови за живот, но што е во ситуација, еве конкретно за Македонија, сум го купил папагалот, го имам 10-15 години, што потоа? Природата ќе му биде судбина, имаме ли стационари или како да го дефинираме за ваков вид на птици, па и за лекување, бидејќи тие се живи суштества? Знаете како, моментално стационар нема, се надевам дека еден ден ќе има, не знам зашто нема. Папагалите многу се врзуваат за човекот и буквално они, како што спомнав, се сметаат како дел од фамилијата. Така да би рекол дека се продаваат само оние папагали кои се млади и кои кај тој човек каде што ќе одат, многу лесно ќе се навикнат и многу лесно се навикнуваат кога се многу млади. Папагал стар 5 години, 6 години, еве и до вашата публика, апелирам дека не се купува. Колку и тој да звучи реално или нереално, иако незиниот век е многу долг век, како што спомнавте, скоро еден век, она, еве, најстарата Ара живеела и до 150 години. Така да, она во просек живее 70, 80, па и до 100 години. Она ми се налути. Ја налутивме нешто? Да. Да, она често пати знае да манифестира нервоза и кога нешто не сака, буквално знае и да ти каже со гестови. Така да не можеме да купиме папагал па да оставиме на судбината. Сега ми се доседа ќе го продам папагалот, буквално како човекот запаѓа во депресија, прво депресија, летаргија, си ги кубе своите пердови и после многу ретко успева да се спаси од цел тој процес. Буквално кога ќе ги искубе своите пердови, он следната фаза е да престане да јаде и умира. А тоа се случува често пати кога ќе купиме папагал постар, на пример од 3, 4, 5 години. Он е веќе поврзан премногу со претходниот газда, така да не се продава и не се купува папагал толку возрастен. Иако, на пример, кога сме кај големите папагали, тоа не е некоја возраст, тие се млади, но млади од начинот на кој сакам да спомнам дека за нивниот животен век. Они се доволно возрастни на таа возраст да не се продаваат. Така, да се фокусирам, ајде да го објасним и тој нивни физички изглед, нивни физички карактеристики, колкава тежина, распон на крилја, опаш, до каде може да расте и кои се оние така наречени запишани гинисови рекорди на големина на Ара? Па оваа Ара буквално е втора во светот по големина, а Арата како Ара е најголемиот папагал во светот. Тоа е таа црвено-жолта Ара која е 1 метар. Оваа Ара, најголемата незина големина е до 95 сантима. 95 сантима и некаде во полна незина зрелост знае да тежи до 2 килограми. Поприлично голема птица за како папагал. Колку име моќен, еве, клунот, канџите, можат ли да бидат опасни доколку го имаме како миленик во одредени ситуации? Еве, кај тебе мирен е папагалот, но јас доколку тој самиот не дојде кај мене, не би се осудил да го земам со цел ем да не го вознемирам, ем да не ме повреди, бидејќи претпоставувам со овој клун буквално може да уништи
човек ај да не рече. Димитар во право си, они со нивниот клун буквално нормално дека јадат и со незиниот јазик она значи го сознава светот, како и бебето. Така да она орев може да скрши буквално цел со секоруба, со незиниот клун, лешник да не прави муавет, некои такви значи работи, така да и се што ќе фати сака да скрши, мисли дека играчка, дека тоа е неизино, значи многу е она горда. И многу е малце размазана, тоа е карактеристика за сите ари, морам да го спомнам. Ви благодарам за овој дел од разговорот и пред да го заокружиме ова наше вклучување од терен, да сумираме во неколку зборови. Кој треба, кој смее, кој не смее да има ара папагал, согласно условите во Македонија, и дали е дефинирано некако законски, барем на хартија, регулатива околу чувањето вакви екзотични птици? Не е дефинирано, иако постои непишано правило дека ара треба да живее во огромен кафес. Како што спомнав, тоа е една волиера, најмалце 2 метра, најмалце 2 метра. Кој смее, ара. Секој смее што мисли дека има време и што знае дека има време, не треба само да се мисли. Потребно е човек што ќе посвети доволно љубов, доволно време и апелирам дека овие птици се греват да се чуваат во кафес. Кај нас, еве, има тренер за папагали, тоа сум јас и можам многу да помогнам во тој поглед, значи често пати ме контактираат луѓе, доаѓаат, им помагам, ги тренирам нивните папагали, потоа може да летаат слободно надвор. Ви благодарам, Трајчи и Ара, за ова вклучување во утринската носител и ако не друго, сигурно им направивме поубаво утро на оние гледачи кои го почнаа денот со утринската носител. Ви благодарам и на вас, на вашата покана, секоја сум тука за вашата телевизија. Благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи на утринската програма на телевизија Сител, не ми преостанува ништо друго освен да ве поканам да бидете и во продолжение со нашата програма, затоа што околу 8 часот и 30 на минути правиме уште едно вклучување од терен, повторно од природа, со доста интересна и важна тема. Дима, ти благодариме, беше многу занимливо да се види овој папагал и верувам дека кај сите оние кои што посакувале да имаат вакво милениче, дека веќе на некој начин им всадивме желба да си го набават и да уживаат во нивно друштво. Ти имаш уште едно вклучување, денес некако сме многу повеќе осврнати кон природата, со оглед на тоа дека и летниот период е токму таков, па следното вклучување ќе биде и поврзано со медот. Благодарам до твојот соговорник Димитар и до оваа тема за предувестите пријатели, на вистина ексклузивна тема, ни го разубави утрото и нам овде во студиото со овие снимки кои што ни ги прикажа.